Македонија бележи пат во битката со справањето со корупцијата од 12 места во однос на 2023 година. Таа и понатаму е во друштво на Виетнам, Казахстан, Танзанија. Неказнивоста на високата корупција поврзана со лица на јавни позиции, индициите за политичко влијание во судството, лошата контрола која судскиот совет ја врши врз судиите и 40 препораки на оценската мисија на Европската комисија. Кршењето на законот со изборот на кандидати за Академијата на судија и јавни обвинители за време на избори се само дел од случувањата кои го тресеа судството. Американски црни листи и санкции за корумпираните веројатно не даваат ефекти. Недостигаат веројатно ефективни антикорупцијски системи. Извештајот на Transparency International, случајно или не, коинцидираше со намерата на владата да го разреши државниот јавен обвинител. Во едно демократско општество, каде што постои поделба на власта, најзадолжен за сузбивање на корупцијата е судството, односно тоа се правосудните органи. Зошто? Бидејќи само тие можат да носат пресуди кои што имаат консеквенции, последици по оние што го направиле кривичното дело, било какво, дали е од друга област или поврзано со корупција, и само тие, преку едно поостро казнување на делата од областа на корупцијата, можат да предизвикаат промени во општеството, односно да ги исполнат целите на генералната превенција. Што сакам да кажам со ова? Сите други власти, например законодавната и извршната власт, можат да придонесат во овој дел. Извршната власт може да направи подобри механизми за внатрешна контрола, да ја сузбива корупцијата во своите редови и така натаму, но на крајот и да има индици, сето тоа повторно завршува во органите, односно во судството. А обвинителството пак од друга страна е она кое треба да иницира, треба да поднесува акти или предлози до судот на основа на претходно добиените индици. Ние минатата година многу често го кажавме, не ми е многу жал што едни институции кои што добро си ја работат својата работа, како Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупција, кои што работат во совети, кои што не со нивните членови, кои што даваат извештај, овие извештаи и иницијативи завршуваат во обвинителство, многу малку од овие случаи скоро и се процесуираат понатаму во судот. Значи, високата корупција е една голема болка на нашето општество, неказнивоста на високата корупција. Паѓа јавниот обвинител Коцевски, владата е решена да го разреши од позицијата, но дали со таквите своји политики, разрешување на државниот јавен обвинител, поставување на идеја и намера да се сменат дел од членовите на судскиот совет, може да допринесат и да помогнат да се промени сликата во однос на битката против корупцијата. Вашето прашање дали во делот на тоа дали со смената на обвинителството всушност ќе се подобри на јавниот обвинител нешто во тој дел. Па како да ви кажам, по закон јавниот обвинител како највисок во хиерархијата, а јавното обвинителство работи во принципите на хиерархија и субординација, е посредно и непосредно одговорен за ефективност и работата на јавното обвинителство, бидејќи тој се смета дека како начело на врвот на оваа институција треба да воспостави добри политики и практики кои што понатаму ќе произведат ефективност и ефикасност на јавно-обвинителскиот систем. Ако јас не би можел да го кажам моето мислење дали со неговото сменување ќе се смени нешто, нели? Меѓутоа факт е дека треба многу работи да се сменат во работата на јавното обвинителство како би имале повторно ќе потенцирам појако гонење на овие дела од високиот криминал. Колку измените на кривичниот законник со кој застаря дел од предметите застаря, некои беа преквалификувани, всушност допринесе и за ваквата лоша оценка? Знаете како, во минатиот индекс кој што го објавивме 2024 се однесуваше на претходните години, таму беше издвоено кај Македонија, значи тоа се случува понекогаш во индексите на перцепција на корупција, беше издвоен случајот со упадот на собранието во правосудниот систем. Зошто упадот? Бидејќи тие им го одзема
основот на гонење на самите судии. Знаете, кога едно дело ќе го буквално масакрирате на начин како што се случи, значи се намали казнивоста, дел од оние членови квалификувани ги снема од тој закон, понатаму не можете да очекувате ефективна борба против високиот криминал, особено што се намали рокот за гонење на овие дела и голем број на дела, некаде во тој извештај претходниот ние ценевме околу 200 кривични дела останаа без пресуди на крај, значи се случи застареност. И сега, кога во едно општество кое има сериозни проблеми со корупцијата, ќе донесете таков закон со консензус на тогашните пратеници од тоа собрание, значи заеднички си го изгласа тој закон, а самите тие се високи функционери кои што понатаму можат да подлежат на гонење, тогаш тоа ви кажува дека всушност се злоупотребуваат институциите на системот, во тој случај парламентот, со цел да се избегне кривична одговорност. И токму тоа беше во главниот центар, во главното внимание на минатиот извештај за перцепција на корупција. Оно што треба да се направи што побрзо е да се повторно да се направат промени во кривичниот законник, значи сега дали не би рекол дека кога веќе се отвора кривичниот законник дека треба да се врати буквално како што беше исто. Можеби треба да се поделат сите оние дела во посебна глава од областа на корупцијата, секако согласно принципите на генералната превенција да се зголеми казнивоста, бидејќи знаете во едно општество кога имаме еден горечки проблем и кога особено во делот нели на гонењето, тогаш и ако се како да кажам чести тие дела од таа област, тогаш треба да се оди со построго казнување како би се направила промена. Перманентно се зборува за системска корупција и митоманија. До кога ќе имаме лепливи прсти? Да, видете, митото, како што е тоа познато во народот, е само еден дел од корупцијата. Корупцијата опфаќа многу действија. Сега ќе наведам некој од нив, значи давањето подкуп или мито, она што го кажавте, примањето исто така е кривично дело, како се вика, непотизмот, хронизмот, тргувањето со интереси, елитистичкото спојување на повеќе високи позиции, нели со дали е тоа од област на едната власт, судската, законодавната и така натаму, сето тоа представува вид на корупција. Меѓутоа се додека немаме јасни случаи, немаме гонење на овие дела, немаме јасни пресуди од страна на судот, се до тој момент ќе се соочуваме со вакви проблеми и ќе имаме лепливи прсти, како што вие кажавте. Односно, тоа веќе граѓаните во една, како да кажам, безнадежност во која се наоѓаат, кога гледаат како функционира општеството, дека за се треба врски, за се треба да се потплати нешто и така натаму, па и самите во таа безпомошност често пати прибегнуваат кон тоа, некого да подкупат за да завршат некоја ситна работа. Значи веќе длабоко се вкоренува во нашата култура на живење во општество, што е навистина жално. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам на вас. Толку за вечерашното издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме, читајте на trilling.mk.